чекам само со ова, не можам да се смирам. Бегаш само како мислиш да те стигнам. Baby, не сум тука да си играм. Арогана, али тоа е окей. Се прави важна уште од првиот ден. Вајбот на реплей. Се молам ова да е вистина, да не е фейк. Фейк како мелодија. Низ град со ки. Како некогашен текстилен гигант, Штип со гордост го носи прекарот македонскиот Манчестер. А денес, покрај символ на текстилната и модната индустрија, дом на фудбалскиот клуб Брегалница, тој е и студентски град. Тука, пладневното кафе е вистински ритуал, па некогаш ќе треба и да застанете во редица за маса. Годинава неколку пати доаѓам во Штип, но овој пат поводот е најпознатиот фестивал за забавна музика – Макфест, чиј град домакин е веќе 40 години токму Штип. За прв пат одржан во 1986 година, Макфест е еден од најстарите фестивали за забавна музика во Македонија, кој се одржува во Домот на културата Аца Шопов. Макфест е повеќе од фестивал на македонската забавна музика. Тоа е наша историја и традиција. Моите родители со задоволство се сеќаваат на Хелена Благне и Кога те нема, која јас ја имам изведувано, а мојата генерација, па и помладите од мене, наизуст ја пеат Бела на Лара и на Пајак. Е, тоа е Макфест. Фестивал кој создаде генерации пејачи, автори и безвременски хитови. Сцена на која своите први големи чекори ги направија многу талентирани млади изведувачи. Во време кога музиката се почесто се создава преку апликации и алгоритми, фестивалите како Макфест не потсетуваат дека вистинските вредности произлегуваат од емоцијата, а не од технологијата. Макфест е сведок на илјадници емоции, аплаузи, хитови, што сите ние ги пееме со години. Интересно е да се види што се случува зад, околу и на фестивалската сцена. Одиме заедно. Што за вас значи Макфест? Поискрено за мене Макфест значи почеток на мојата кариера. Макфест е фестивал кој што јас кога сум бил уште многу малечок сум го прател секоја година нормално затоа што сум прво живеел на 50 на метри од самото место каде што се одржува Макфест и неизбежно е било да бидам присутен на секој Макфест секоја година. Кога дојде таа 2011 година, кога се пријавив како апсолутен дебитант и непознат за македонската јавност, имав среќа да добијам 2 награди, најдобар дебитант и прво место од публика, и тоа беше почеток и голема отскочна даска во мојата музичка кариера, па се до ден денес. Благодарам Филип, благодарам ДНК, благодарам Тоши. Да беше Макфест емоција, која би била? Да беше Макфест емоција, па не знам, можеби ако треба да го опишам Макфест како нешто најдобро, би го опишал само со еден збор, а тоа е љубов, дефинитивно. Кажете ми што подразбира подготовка за еден ваков голем фестивал? Почетокот на подготовките за наредното издание на фестивалот почнуваат со завршувањето на овогодишниот Макфест. Голем предизвик е да се организира фестивал на забавни мелодии како што е Макфест, единствен фестивал во државата. Меѓутоа, огромен предизвик е да се организира и едно вакво јубилејно 40 годишно издание. Значи, мене ми припадна чест овие 4 години да го организирам фестивалот, дефинитивно како тим кој што со мене е задолжен за организација на фестивалот. Имаме макотрапна работа преку текот на целата година, меѓутоа како што коментарите што ги слушаме кажуваат дека нашата работа вродува со плод и фестивалот од година на година се повеќе и повеќе расте. Што за вас значи Макфест? За мене Макфест значи почеток на мојата кариера, затоа што таму застанав за прв пат пред голема сериозна сцена во 2019 година и нормално одбележување на еден огромен хит кој што заедно го испеавме. Само што сакав тоа да кажам, за мене Бела реално тука почна се. Добро, кажете ми како започнавте со Бела, значи како се одлучите баш тука да ја
представите песната. Да. Па се работеше за ревијалната вечер каде што двајцата требаше да настапуваме, ама кога дознав дека треба и тој да учествува, ни дојде една идеја да направиме соработка која што и години уназад веќе ја размислував за тоа што ми се допадна многу неговиот стил помеѓу сите, да кажам, трапери, он имаше баш некоја интересна емоција. Така да многу се уклопи, тој ми го прати демото, може да каже повише. Па не, тоа беше најинтересно, пошто јас сакав со нејзе и така, као се Иван Јованов и Вајшо ми е продуцент, ми се јавија нигде никаде, ми вика тој, дали сакаш да пееш на Макфест? И јас викам, мајде демек. И као се тоа што ти немаше песна, така? Да. И не спојдеме кај со Лара да направите, ајде викам шо, и снимив демо, пратив. Јас искрено таа песна не сакав да ваѓам ше најак. Тоа е најсмешниот момент. Ама јас кога влегов во студио и кога за прв пат го слушнав така демото склопено со неколку фрази од текстот, нешто снимено, нешто не, одма ја осетив песната. Некако реков, дечки, тоа е тоа, мислам дека не ни треба да пробуваме друго демо. И така и се испостави дека стварно била истинскиот избор. Кажете ми, ако треба да го оцените овој Макфест годинава, не знам пак дали гледаше, јас ја гледав Лара вчера, супер беше. Јас не гледам. Добро, Лара тогаш ќе цени го Макфест од 1 до 10 годинава. Па 10, мене секогаш ми е 10. Година тебе ти е 10. Да, мене се, мислам, 10 ми е затоа што не можам да опишам какво чувство ми ствара овој фестивал, затоа што кога ти е прво појавување пред јавност на Макфест, некако секогаш тоа ќе ти биде убав момент и можеби затоа секогаш кога ќе се вратам на фестивалот ми е преубаво и ми се допаѓа многу што ете секоја година гледам дека има апгрейд, дека се труди целата организација да биде се во најдобар ред и верувам дека и понатаму со години ќе биде се подобри и подобри. Фестивалот постои веќе 40 години. Кажете ми што за вас значи Макфест? Фала Богу што не ме прашавте колку имам јас години. Макфест е нешто величествено, нешто фантастично. Ние сите живеевме за Макфест. Сите на некој начин почнавме од тука, значи фантастични песни, фантастични рефрени. Се навркам малку наназад години и како девојка настапував, и како жена, и како мајка, еве сега и како баба на 2 внучиња на Ној и на Матео, така да секој честит јубилеј на 40 години, дај Боже уште и повеќе од тоа да трае. Така е. Кажете ми, Макфест да беше емоција, која би била? Емоција која што не може да се препознае, чувства кои што можеш само внатрешно ти да ги дадеш. Затоа што сите сме ние различни со емоција, немаме сите исти емоции. Така да, кога веќе ме прашуваш и емоции, така натаму и враќање во времето, назад, ми фали сестра ми Маријана, што е нормално, ми фали господин Стојан Троицки, кој што направи многу за Макфест. Штип, ми фали онаа еуфорија, оној детски жагор, и онаа гужва, што би рекла јас, кога дечињава трча по нас, ни бара автограми, ни бара да се сликаме и така натаму. Значи, тој дел ми фали, но знаете како секое време има своја убавина, така да еве на вас млади ве останува светот. Какви се емоциите оваа вечер за Макфест? Па, јас секогаш донака убаво се чувствувам овде во Штип. Ова вечер, овој Макфест е посебен, 40 години не е мала работа. Да. И е преубаво што оваа сцена и зад сцена доаѓаат млади луѓе кои што си ти на сцената, последниве 2 вечери имаше млади изведувачи, изворедни автори, сцената беше изворедна. Јас кој што искрено малку ми е само криво зашто не бев на првиот Макфест. Мојот прв настап беше на вториот Макфест. Да, 87, но еве, секако и тој првиот го следев. И сум баш од оние кои што 40 на години го следи фестивалот, го поддржува и тука сум и ова. Кај да видам ке те чувам, моите пак не жив, таму кај што си, ке те милуват, каде и да си. После толку победи, која ви е најсладка? Па нели како сика првата нели како била првата љубов заборав нема.
таму кај што си беше 97 година, но некако имаше многу интересни моменти. 87 беше првиот настап. Тогаш настави со Чили Вили, која беше и некаква своевидна победа, затоа што за прв пат премина по другарски води, онака во соло води, и беше измореден хит. 97 и беше прва победа. Нели после тоа има уште некои 2-3 победи со Бива Додева 2007 со Ирена Крстевска, дуетот. Некако седмиците ми се поврзуваат тука некако. Да, дефинитивно. Сите песни ми се онака посебно драги. Посебни биле сите, така се вика, средби овде со луѓе со кои што навистина прекрасно ги доживувавме макфестовски денови, ноќи, сцената и сето тоа. Што за вас значи Макфест? Јас сум од оние деца кои што додека да стапнат на сцената, растеа позади незе, бидејќи моето семејство беше многу директно инволвирано во целиот процес на стварање на овој фестивал од неговите сами почетоци. Тетин ме Славе Димитров, после се новите негови, и така таа историја на Макфест за мене значи многу. 2005 година, пред 20 години, јас на оваа сцена понесов една од оние златни статуетки, така да имам прекрасен белек оставено во мојот животен пат. Ако може на еден човек да ја посветите песната вечерва, на кој би ја посветила? Памтам дека ќерка ми ќе ме гледа прв пат во ова издание дома, бидејќи ова беше пред 20 години, Срна има 12 години и во принцип нема никаква представа што мајка и предходно има правено, така да вечерва тоа ќе биде баш за неа. Со кој би направиле дует на Макфест? Со Лукица Христовска. Добра. Каква е чувството да се биде на јубилејниот Макфест 40 години? Супер. Се враќаме на стари денови, се потсеќаме односно на стари денови. Добро, кажете ми, што за вас значи Макфест? Значи многу, зашто мојот почетокот на кариерата ми беше овде, завршувањето на кариерата ми беше овде, сите награди ми беа овде, така да. Супер. Добро, Макфест да треба да биде емоција, која би била? Многу е тешко. Веројатно. Ако е љубовта емоција. Ајде. Добро. Кажете ми, која песна од Макфест е двојка како ваша омилена после сите овие години? Сонце за три свети. Имам сонце за уште три светови. Која година ви беше омилена на вас? Која? 93-та. Зашто? Ако сме Зашто победив тогаш. Благодарам многу, голема почит за целото ваше дело. Фала ти. Супер. И сега тебе да те прашам. Како се чувствуваш на 40 години Макфест? Прекрасно се чувствувам, навистина. Која ти е омилена песна? Кога те нема. Се уште ми се твои. Кога те нема. Запеа. Кога те нема, најприсутна си тогаш. И те нема, и секаде те има, неизбежно те има. Во себе си те носам. Браво! Супер! Повели? Фала ви! Фала ви многу, стварно, многу ми беше мило.